Раководејќи се од народната дека по утро до денот се познава, Средното општинско училиште Ѓорче Петров и Крива Паланка воопшто ја очекува нова спортска сезона за паметење. Минатата надпреварувачка година не израдуваа сите со ред. Прославивме кошаркарски, карате, пинг-понг, одбојкарски, а се разбира и академски успеси на средношколците. Ако може да се суди по стартот, и во новата спортска кампања ќе има многу приеми во училишната библиотека, пракса која ја воведе директорот на гимназијата Ѓорче Петров, Миле Милковски. Далеку од тоа дека се жали, напротив, повеќето веќе разбраа за што се работи. Новото дружење беше по повод изворедниот успех на две од нашите повеќе пинг-понг звезди, матурантите Христина Христовска и Кристијан Станојковски. Имено, деневиве двајцата се вратија со нови две најсејни одличја, збогатувајќи ја и така обемната колекција. Во рамките на програмските активности на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а во организација на Сојузот на училишен спорт од Велес, на 16 ноември се одржа државно првенство во пинг-понг за средно образование. Домакин на првенството беше Велешката гимназија Кочо Рацин, каде што и се одржаа надпреварите. Во конкуренција на околу 70 пинг-понгари во машка и во женска конкуренција од Скопје, Штип, Струмица, Ресен и Велес, нашите средношколци уште еднаш ја потврдија пинг-понг доминацијата на Крива Паланка. Директорот Милковски е убеден дека ова е само најава за сето она што ќе ни го приредат преостанатите ученици на сите полиња. Значи, вашиот успех фактички е убав почеток, една убава увертира на почетокот на учебната година 2012-2013 година, да почнеме со убави успеси, освојувањето на првите места на државниот надпор по пинг-понг. Ние веќе во делот на пинг-понгот Крива Паланка има долга традиција. Таа традиција е добра што вие мајте ја продолжувате и се надам дека идните генерации кои ќе додат па вас и така и тие ќе продолжат. Верувам дека вашиот успех кој што го постигнете вие на овој државен надпор, на некој начин ќе потикне и другите во другите спортски дисциплини исто така да постигнат солидни резултати. Ние работиме, твориме, создаваме, а тоа значи дека успехот е неминен. Успесите нема да не заобиколат, ќе успееме и во другите спорти исто така да постигнеме солидни резултати. Но сепак вашиот успех на некој начин на почетокот на учебната година ќе ги потикне и другите. И не само во спортот, вашиот успех е патоказ дека во училиште се работи, се создава и дека успесите си дојат сами по себе си. Сепак успехот е резултат на едно долгогодишно работење во училиште, а тоа јасно зборува дека вие вашиот успех не е така случај, него тоа што вие во делот на пинг-понгот постојано работите, постојано тренирате, ги надополнувате вашите виштини во овој спорт, а тоа јасно зборува дека успехот си дојде онака како што треба. Се разбира, звездите на приемот беа Христина и Кристијан, дуото за кое Македонија допрва ќе слуша. Заедно со својот ментор на ова надпреварување, професорката Жаклина Јовановска, едноставно не дозволиле никакво изненадување и верувале или не, без загубен сет, со максимален ефект, заслужено застанале највисоко на подиумот. Минатиот петок на 16 во Велес се одржа државно првенство за средни училишта и јас учествував заедно со мојот колега Кристијан Станојковски, каде што освоивме и двајцата прво место. Јас учествував во женска конкуренција, тој во машка. Раскажи ни ти повеќе за надпреварувањето во женска конкуренција. Имаше ли многу силни надпреварувачки, дали не, како помина сега? Прво се играше во групи, нели, по 4-5 надпреварувачки, па сепак ништо не е лесно, така да морав да се потрудам, но и сепак успеав. Дали ти најде на некој посилен отпор, на некоја посилна надпреварувачка, што ја знаеш, например, од лига надпреварувањето од некој? Јас најдов на посилна надпреварувачка само во финалето. Играв со Сандра Андовска од Скопје. Победата беше без загубен сет, претпоставам? Да. Всушност загуби сет во надпреварувањето воопшто? Не. Без вистинска конкуренција, ривалите ги преслушал и веќе добро познатиот македонски репрезентативец, Кристијан Станојковски. Во петок на 16 ноември оваа година се одржа турнир за пинг-понг за средни училишта во Верес. Таму јас освоив прво место. Учествувавме јас и мојата колешка Христина Христовска и не водеше професорката Жаклина.
Имаше и аматерски гимназии, но исто така имаше и пинг-понгари што се занимаваат професионално со пинг-понгот. Исто така имаше околу 60 машки. Во машка конкуренција надпреварувањето беше организирано во групи. Прво се играше во групи од по 4-5 надпреварувачи. Јас во групата бев прв, потоа играв осми на финале, па четвртфинале. Во полуфиналето играв со Живко Апостоловски од Воја Скопје, а во финалето со Андре Лашковски од Младост Прилеп. Дали најде некаде на сериозен отпор или немаше Па конкуренција? немаше многу конкуренција. Имаше конкуренција, но јас немав многу проблеми. Немаше многу проблеми. Кажи ми, имаше ли квалитет на надпреварувањето, како ти си задоволен од сето тоа, како беше организирано таму? Па имаше многу добра организација. Јас сум многу задоволен од организацијата. Исто така многу ни помогна професорката Жаклина Јовановска што не водеше на надпреварувањето во Верес. Со оглед на тоа дека станува збор за едни од најквалитетните представници на кривополанечкиот пинг-понг, ги прашавме Христина и Кико до каде се со надпреварувањата во моментов и што ги очекува во престојниот период. Јас сега настапувам за клуб Прокопје во Србија, играм прва лига Србија и таму сме сега сме трети на табела. За понатаму имаме сега не очекува светско првенство во Франција во Париз. Исто така треба има турнири во Бугарија, во Србија. Значи таму ќе темпираш формата, а целта е светското првенство. Дали нешто повеќе знаеш за светското првенство? Дали знаеш противниците, очекувањата какви ти се од тоа? Мене не ми е прв пат на светско првенство. Сум бил и исто така во Холандија, во Германија, но сега на светското првенство во Париз се надевам на повеќе среќа и со добар резултат. Во овој период игравме лига, играм исто за пинг-понгарскиот клуб Крива Паланка и сега сме први во лига, па ќе видиме во втората фаза како тоа ќе се одвива, па исто така има надпреварувања во Србија, по Бугарија, најверојатно ќе одиме. Како што рековме, пред нив е животот и кариерите, со кои се надеваме ќе го пренесат името на нашиот град на големи далечини. Што се однесува до директорот Милковски, тој веќе прави место за нови пехари, одличија и признанија на своите средношколци.